Джастин Балдони објави пораки за кои тврди дека ги добил од Блейк Лајвли, неговата колешка од Ова завршува со нас, во кој тие наводно разговарале како една од сцените да биде поинтересна и попривлечна. Ова доаѓа откако Блейк поднесе тужба против Балдони за сексуално вознемирување и обид да ја наруши нејзината професионална репутација. На првото судско рочиште кое се одржа на 3 февруари, адвокатот на Блейк Лајвли Мајкл Готлип го обвини тимот на Балдони дека дава вознемирувачки вонсудски изјави за медиумите. Правниот застапник на Балдони, Брајан Фридман, возврати обвинувајќи го тимот на Блейк Лајвли дека се обидува да му наметне забрана на говорот за да го спречи да комуницира со медиумите. Судијата Луис Лајман ги прекори двете страни, истакнувајќи дека на јавноста и дале обемен материјал за дебата. Балдони, кој поднесе против тужба за клевета, неодамна отвори веб страница на која се објавени судски документи, вклучително и СМС пораки за кои тој тврди дека Блейк Лајвли му ги праќала. Една од клучните сцени кои во пораките се случува е на покривот на една зграда, каде ликовите Лил и Райл за првпат се среќаваат. Нивниот разговор е замислен како меѓусебен флирт, со што се поставуваат темелите за нивното пријателство, а подоцна и романтична врска. Според тимот на Балдони, разговорот по пат на пораката датира од 8 април 2023 година. Во него Блейк наводно изразува желба сцената со флирт дополнително да го нагласи карактерот на нејзиниот лик. Ти си апсолутно најдобар, ти благодарам. Наводно му напишала откако тој и дал дозвола да го измени диалогот. Во подоцнежна порака Лајвли наводно му пишува: можам да ти ја испрата мојата верзија на сцената на покривот или да ја поминеме заедно следната недела. Кажи ми што повеќе ти одговара. Да ме познаваш подолго, ќе разбираше дека моето задевање може да изгледа заводливо и шармантно. Наводно продолжува Блейк. Тоа е мојот љубовен јазик, зачинет и храбар, но никогаш не гризам. И подиднакво е важно тој да ми возврати со иста мерка. Балдони наводно одговорил дека сака нејзиниот лик да биде силен, смешен, разигран и храбар.